Microsoft официјално го представи Copilot Cowork, нов систем базиран на вештачка интелигенција кој представува значајна надградба на нивната Copilot платформа. За разлика од претходните алатки што функционираа како разговорни асистенти, новиот систем е дизајниран да действува како автономен агент кој самостојно извршува задачи. Системот е развиен во соработка со Anthropic и ја користи нивната технологија за обработка на сложени задачи во рамките на Microsoft 365. Copilot Cowork може да ги анализира податоците од електронската пошта, календарите, пораките на Microsoft Teams и документите. Пошто креира план за работа и започнува со негово извршување во позадина. Меѓу неговите функции се организација на календарот, подготовка на материјали за состаноци и изработка на анализи и извештаи во Microsoft Excel. Според Microsoft, системот функционира во рамките на безбедносните политики на Microsoft 365, а секоја активност може да биде контролирана и ревидирана од IT администратори. Copilot Cowork засега се тестира со ограничен број корисници, а пошироката достапност се очекува кон крајот на март 2026 година. НАСА планира повторно враќање на луѓето на месечината преку програмата Artemis програм. А научниците веќе истражуваат како астронаутите би можеле да произведуваат храна таму. Ново истражување на University of Texas at Austin покажува дека наут може успешно да се одгледува во симулирана месечева почва. Во студијата, објавена во списанието Scientific Reports, научниците користеле мешавина, што го имитира составот на месечевата прашина донесена од мисиите Apollo програм. За да создадат подобри услови за растење, тие додале вермикомпост, природно ѓубриво создадено од дождовни црви, и микоризни габи, кои му помагаат на растението да ги апсорбира хранливите материи и да ја намали апсорбцијата на токсични метали. Резултатите покажале дека наут успешно растел дури и во мешавина, со до 75% симулирана месечева прашина. Сепак, научниците нагласуваат дека допрва треба да се испита дали ваквиот наут е безбеден и доволно хранлив за исхрана на астронаутите за време на идните лунарни мисии.